Паранормални случувања и обседнати луѓе, предмети и места. Што е паранормално? Овој термин се користи за да се опишат феномени кои науката не може целосно да ги објасни: духови, демонски обседнувања, необјасними енергии и мистериозни појави. Обседнатоста, пак, се однесува на луѓе, предмети или места кои се под влијание на надприродни сили, честопати поврзани со темни ентитети или проклетства. Добре дојдовте на канал Тампес, каде што ги истражуваме најмистериозните и најстрашните приказни од целиот свет. Денес ќе навлеземе во светот на паранормалното и ќе зборуваме за обседнати луѓе, предмети и места, вклучувајќи случаи од Македонија и нејзините соседи. Подгответе се за неверојатни приказни кои ќе ве остават без див. Не заборавајте да се претплатите на канал Тампес, да ставите лајк на видеото и да го споделите со вашите пријатели. Вашата поддршка ни значи многу и ни помага да ви носиме уште повеќе интересни и мистични содржини. 1. Обседнати луѓе. Во историјата постојат многу случаи на наводни демонски обседнувања. Еден од најпознатите случаи во Европа е случајот со Анет Лизел од Германија, која подоцна послужи како инспирација за филмот Екзорцизмот врз Емили Роуз. Во нашиот регион, во Србија, постои приказна за девојка од едно мало село која била обседната од непозната сила, со сведоци кои тврделе дека таа говорела на јазици што никогаш не ги учела. Во Македонија постои приказната за жената од Тетово која наводно била под влијание на темни сили, пошто свештеници од неколку различни манастири се обидувале да ја излечат со екзорцизам. 2. Обседнати предмети. Постојат многу проколнати предмети низ светот, како што е познатата кукла Роберт или Анабел кои биле инспирација за филмот The Conjuring или во превод на вредувањето. Но, дали знаевте дека во Македонија се зборува за еден стар предмет кој носи несреќа? Во некои делови од земјата постојат приказни за стари огледала што наводно прикажуваат сенки кои не се од овој свет. Во соседна Бугарија пак, постои легенда за семеен прстен кој носел несреќа на сите што го носеле, слично како и познатата Хопе Даймонд. 3. Обседнати места. Некои места се познати по нивните паранормални појави. Например, во Романија, шумата Хојабачио е позната како најобседнатата шума во светот, каде што луѓето гледале светлосни кругови и чудни фигури. Во Македонија, еден од најмистичните локалитети е Маркови кули во Прилеп. Легендите велат дека некои луѓе ноќе виделе сенки и слушнале чудни гласови што не можат да се објаснат. Во Грција, пак, постои напуштена куќа во Солун каде што локалното население верува дека духовите на поранешните жители се уште шетаат. 4. Таинствени ритуали и магиски практики. Освен обседнатите луѓе и предмети, низ вековите постојат и многу ритуали за повикување или заштита од зли духови. Во Балканот, некои стари обичаи, како што се баењето или користењето на заштитни амајлии, се верува дека можат да спречат демонски влијанија. Во Македонија, некои манастири и цркви се познати по нивните свети води и ритуали за чистење од негативна енергија. 5. Вистина или мит? Иако науката се уште нема докази за паранормалното, луѓето ширум светот продолжуваат да сведочат за мистериозни појави. Дали се работи за суеверие, психолошки ефекти или навистина постојат нешта што не можеме да ги објасниме? Заклучок. Без разлика дали верувате во паранормалното или не, овие приказни оставаат многу прашања без одговор. Дали демонските сили навистина постојат, или сето ова е резултат на суеверие и психологија, на вас останува да процените сами. Доколку имате сопствени искуства со паранормални појави, пишете ни во коментарите. Канал Тампес ви е благодарен од срце за вашата поддршка. Секој лајк, коментар и претплата ни помага да продолжиме да споделуваме уште повеќе мистични и возбудливи приказни. Канал Тампес ви е благодарен за вашето одвоено драгоцено време.